Во повеќе наврати дадовме најава која ќе биде нашата гостинка, нешто по 9 часот. Сигурно ве заскокоткавме да го изгледате целиот разговор кој во живо ќе започне за многу кратко. За сите останати, заследете ја на социјалната мрежа Instagram Марта Конеска, а ако се прашувате зошто, ајде да ви дадеме мотивација. Качи се момент на коња, дојди со мене, дојдето да се зимиме, не можам без тебе. Леле, луѓе мој, чекајте да ви кажам за снаата. Јас сакам да наречете нешто, ама раце за макујна нема. Јас ставив рецепт за гравче тавче и пишав, стави го на оган, мешај и пеј дур се врие. Кога гледам, она го ставила во вој фраеров. И ми вика, мама, готова е за 20 минути. Кога пробав, си мислев забите во тавата ќе ми останат. Но време па зелник сакаше да направи. И си викам, снава нешто научила. Кога гледам, зелникот со готови кори го направила. И на крај, место сирење внатре, она моторела ставила. Гости па кој ќе дојдат, купуват пекара и ја става на нашата епсија. Сите викаат, лела снава шубаво готвиш. Ама јас си ќутам. И викам, малку ја кажам вистината, без гости ќе останам. Што да правам, снава ми. Јас сакам, ќе ја тинтрам, ќе ја учам, ако не научи, барем да салата ќе знае да готви. Затоа што маж се држи со љубов, ама и со топла чорба. Без чорба ќе си ојде на друга. Че се момент на коња, дојди со мене, рецете да се зимиме. И веќе сигурно гласно се смеете во вашите домови, а така ќе биде и доколку останете со нас во наредните минути. Добро утро, Марта Конеска. Добро утро. Благодарам за тоа што прифати од прва да бидеш наша гостинка во утринската носител. Имаш голема публика на социјалните мрежи на Инстаграм, секојдневно се повеќе и повеќе те следат луѓе. Јас прв пат кога го видов ова со бабата и свекровата си реков, сигурно ќе ја гледаме на големото холивудско платно. Како си, Марта? Добро. Одлично. Така, супер, одлично и ние сме одлично затоа што си позитивна, ведра, насмејана. Дали го паметиш првото видео кога го направи? Дали тоа беше игра или си рече, сега сериозно ќе влезам во ова и како многу возрастни што прават, а тоа не го прават многу добро, јас ќе го правам најдобро затоа што очигледно е дека многу добро го правиш. Па не, првите видеа сакав да ги направам со посериозна идеја за после да почне шегата и интересното. Така, кога прв пат реши, еве од денес ќе снимам, како изгледаше тој ден, што те мотивираше да речеш, и баба ќе имитирам, и родителите ќе ги имитирам, како тргна целата идеја? Епа, за тие две видеа, сакав да направам нешто интересно и додека за родителите, додека бевме на одмор, ми текна тоа. И една вечер на мајка ми дадов предлог и мајка ми се го прифати тој предлог и на зајди сонцето на плажа станавме, снимавме, а и со бабата исто така, викенд, недава попладне, досадно и сакавме да снимаме нешто интересно, бидејќи во тек беше серијалот Бабски муабети и одлучивме да го снимаме. Така, да направите една пародија, односно македонска верзија. Колку ти инспирираат секојдневно баби, дедовци кои ги гледаш по улици? Си користиш ли нешто за да изгледа така автентично? Од кај ти е моторела, морам да те прашам. Епа, тоа е од сценаријата, што ги смислуваме јас и мајка ми. И така некако, а понекогаш, како што кажавте, можам и да најдам некој на улица и да ми даде инспирација. Така, значи си правите сценарио, не е дека тука сега во моментов се измислуваш? Да, да. Колку време ти одзема тоа сценарио или така брзо ти доаѓа идејата тука сега? Па, може би сценариото, додека го измислиме, ќе ни треба по 2 часа. А јас мислев ќе речеш 2 дена, а вие брзо работите. Не, па да, можем понекогаш подолго. Така, како изгледа тоа снимање во некои видеа си само бабата да речеме, во некоја си различни улоги, некаде ти има и дете играш, а од друга страна ја има бабата. Како тече тоа снимање, колку време ти одзема, тешко ли е? Не, баш ми е интересно додека снимам и па пример, едниот лик, како што е последното видео од серијалот Бабски муабети. Така. Првен ќе го снимаме едниот лик, потоа другиот лик и така ќе се монтира. Кој монтира?
Мајка ме. Мајка? Она е зад камерите, она ме снима и она ме монтира. Така, исто ќе ја поздравиме мама која сигурно не гледа во овие моменти. Поздрав до мама, братчето и секако тато, тие се нели најголемата Да. поддршка. Колку тие знаат да бидат строги кога се во прашање видеата, знаат да те враќаат, да ти речат Мартова? Не е баш добро. Па да, знае, бидејќи мајка ми е повеќе, она ме снима и понекогаш се враќаме, точно, ама и од друга страна е подобро што се враќаме, бидејќи повеќе пати да го снимиме, отколку видеото полошо да излезе. Така е, тука Мене ми е се седно тоа. се согласувам. Значи со многу љубов, многу енергија го правиш и затоа не ти е проблем никаков, така? Да. Кој го откри твојот талент? Кој рече и Марта, добра си за глумица, те бидува? И па јас уште од 5 години одам на актерска игра, па дури уште од градинка се случуваше учителките да ми кажат мала глумица и така моите родители некако го откриле талентот. Покрај овие видеа кои се на Инстаграм и секојдневно стануваат се погледани и погледани со десетици, стотици лајкови и коментари, што друго правиш? Се снимала ли други серијали? Како изгледаат тие снимања на твоја возраст? Па, како мала, кога немав Инстаграм профил, цело време на моите родители ми го крадав телефонот и сакав самата да се снимам, што на 5 години снимање се каам малку тоа што сум го направила. Напротив, Ама баш треба да бидеш горда затоа што знаеш тоа добро да го правиш и тоа го препознава публиката. Колку твоите другарчиња позитивно реагираат? И па најчесто од погорните оделенија во моето училиште ми даваат позитивни коментари, бидејќи од моето оделение, јас сум 4-то оделение, од моето оделение сме уште мали за социјални мрежи, но понекогаш и од моето оделение знаат да ме пофалат доколку виделе од телефонот на нивните родители. Од Така е. Инстаграм профилот на нивните родители. Така е, мораме да ги поздравиме сите родители кои се грижат за нивните деца. Да, треба да бидат на социјалните мрежи, не може да се исклучиме, но треба да се има нели контрола и тоа е за поздрав. Јас кога пишав на твојот профил, твојата мајка ми се обрати таму и преку нејзе идеше комуникацијата, што е еден вид и превенција против сите нели оние злоупотреби. Треба и да размислуваме и позитивно, нели? Да. Така е. Ајде, Марта, да дадеме едно кратко објаснување за тоа кога излезе најправото видео. И следниот ден одиш на училиште, другарчињата, учителките, соседите. Како реагираа? Што ти велат? Сите ми дава многу позитивни коментари и јас самата на себе си давав поддршка и си викав дека сум на прав пат. Так. И така некако се чувствував убаво и сите беа воодушевени и изненадени, не очекуваа. Имаше ли лутење од некој да рече леле, ама веќе? Па да, малку од другарчињата во Па училиште. мора да ги има и такви. Знаеш, тие се најдобрата мотивација. Кога ти велат дека нешто не може, ти им велиш, сега ќе видите уште подобро Да. видео. Кога сме кај тоа видеото кој за многу брзо ќе го погледнеме на плажа со родителите, како изгледа кога се оди на одмор, баш како на видеото постојано викаат Марта, кај капчето, Марта, врати се. Па дали е вистина тоа? И па не знам, понекогаш се случува. Така. Да. Нешто од твоите, нешто што ќе видиш од страна и го Да. склопувате во едно прекрасно видео. Ако се согласуваш да го видиме видеото, може? Ајде, да, може. Еве, Марта се согласува, почитувани режи, ако и вие сте спремни, ајде да се насмееме сите уште еднаш. Марта, капата ти река. Нема море без мене. А капата, кај ти е капата? Сега ти ќе видиш. Ајде, јас тука дојдов да одмарам. Вас да го слушам. Ева ви ги мускулите ја и сите родовде. Што? Сладолед? Не може сега. Први ручак, па после сладолед. Марта, ајде тук ми води многу инат. Еле сега јуна ли? Ало, мама. Да, тука сме. Еве ги само нешто ме нарвираат. Да, ќе ти пуштам слики, ќе ти пуштам. А, вие стари веначи? Марта! Мамо, тато, не сакам. Ама никогаш на вистина сте напарни.
И така е, не заборавајте да се насмеете како што стоеше на крајот од ова видео. Марта, постојат ли големи ликови? Кога велам големи, мислам на Дизни јунаци или од некои филмови многу популарни кои можеби во иднина ќе ги снимаш, ќе ги толкуваш, ќе те инспирираат, те мотивираат, сакаш да бидеш како нив? Да, сакам да видам. И можеби во иднина на мојот Инстаграм профил ќе ги имитирам или нешто такво. Можеш да ни откриеш кој би бил тој или се уште не си размислувала конкретно? Се уште баш не сум одлучена, но во иднина можеби ќе видам. Така е. Еви ние како утринска да придонесеме кон Ќе ми даде нешто поттикнувањето инспирација. идеи. Така, може да направиш нешто како си поминала во телевизија, па ќе инспирираме сигурно може и други талентирани деца да ни дојдат овде и да видат дека камериве не касаат, дека ништо не е страшно пред камери. Како го одбираш стилот на облекување, гардероба кај бабата? Многу ти е јака периката и оној старински витлер или како се вика тоа направи. И па седа тоа ми е од Тему, Тему. Так. И таму највеќе има и мајка ми, како што е нели сценариото направено, така одучуваме како ќе ќе изгледа. да е здрав и жив. Така е, нека биде само малце даноци нешто ни воведува, па ќе видиме. Ма за вакви ситни работи сигурно Да. нема да биде страшно. Има ли име бабата или се уште нема име? Има. Како се вика? Баба Маре. Баба Мара, одлично име. Маре. Баба Маре. Што те мотивираше така да ја крстиш? Па бидејќи сум јас Марта и Така некако се поврза работи. Јас мислев ќе речеш никоја комшика имаш таква баба што така си коментира од страна. Не се договоривме, но дали би сакала вака нешто уживо да ни импровизираш ева ова со моторелата, барем неколку зборчиња, чисто да те видиме не облечена така, вака или тоа ќе го оставиме за друга прилика? па може, ајде. Ајде, ако сакаш, може еве ти ношче, моркови неаме, ама еве замисли се дека имаме, еве ти даска за сецкање. Добро. Ако е спремна камерата, еве снимателот Гоце ќе се обиде и тоа да го долови. Кога ти си спремна, почни снимора цело видео, смени си нешто, еве може сега ти инспириравме, чисто да видат гледачите како изгледа Баба Маре во едно друго издание, вака како младата и убава Марта. Добро. Не ја можам, синко мој, кај се запусти. Па уште и керката ќе ми пушта внуката, леле. Господе, помагај. Од толку баби жени, толку згодни, паметни, он за таа се најде. Него што да ти кажувам на тие социјалните мрежи, што ќе види? Браво, Марта, скроз се Кратко во малку. догата. Ти благодарам многу за тоа што вака позитивно не насмеа. Благодарам да си ги соберам импровизираните твои реквизити, во случајов даска за сецка и нож. Што имаш да им порачаш на твоите врсници, на наставниците, зошто е важно да се поддржуваат вакви таленти, бидејќи барем во мое време, иако немаше социјални мрежи, ако нешто правиш надвор од училиште, колку и тоа да било добро, беше она, ти си ученик, ти си дете, треба само да учиш. Има ли уште такви наставници? Па, мислам дека не. Нема. Не, во моето училиште нема, но во другите може би има. Останати, но сметам дека има ретко. Така е, треба талентите да се поттикнуваат, да се промовираат. Што ќе им кажеш на твоите другарчиња и на оние кои можеби лично не те познаваат, те гледаат само на Инстаграм, зошто е важно да си го покажат талентот и да веруваат во него? Да сите им порачувам да не се откажуваат од нивниот сон и да продолжат напред. Така е, дали во иднина се гледаш како професионална глумица или во некои други води сакаш да размислуваш да продолжиш? Сега за сега размислувам кога ќе пораснам да бидам актерка, но во иднина можеби ќе ми се промени мислењето и ќе станам позната режисерка. Така е. Ако не во крајен случај, во телевизија можеш да дојдеш, бидејќи како што тргнала работава и тоа како ќе има потреба од млади талентирани кадри во македонскиот медиумски простор. Марта, благодарам за тоа што рано наутро ни дојде во сабота, што не насмеа, што ни внесе позитивна енергија во етерот тука кај нас во студиото меѓу колегите и што ја забавуваше не само Македонија, туку и диаспората, бидејќи Сител се гледа. Пред се, само извинете, сакам само да ги поздравам актерската школа Михајловски и да им кажем едно големо благодарам за сето тоа што го прават за нас. Така, ќе им кажем и ние благодарам за тоа што и тоа како го развиваат талентот. А вие